Со дигитализација на учебниците се отвора можност за често и лесно да се прават промени во наставните содржини, онака како што бараат соседите Грција и Бугарија, предупредува експертската фела. Веројатно тоа е една од причините зошто министерката за образование брза со реформите, посебно во период кога премиерот Заев беше искаран од поранешниот премиер на Грција дека доцниме со имплементација на делови од договорот од Нивици. Дека концепциите во образовниот систем се тесно поврзани со барањата на Грција и Бугарија на патот кон ЕУ, историчарите многу пати алармираа, но ресорното министерство и понатаму на сила турка ни за промени. Ревизија на годишно ниво безодна предзаконски да се регулира начинот на проведување, реално создава сомнеш дека за тоа инсистирање на исклучивоста на дигитализацијата и нејзината итна имплементација во контекст на учебниците всушност се крие намера за олеснување на процесот на контрола, а во крајна линија и ревизија во согласност со овие условени преговори кои што се содржани во Преспанскиот договор и договорот за добро соседство со Бугарија. Од Министерството за образование цврсто се држат за ставот дека промените се исклучиво за подобрување на образованието. На прашањето дали ќе се прават промени во учебниците од септември согласно договорите, тие наместо одговор ја обвинија опозицијата за ширење шпекулации. Промените во никој случај не се поврзани со било кое надворешно прашање на државата. Таквите шпекулации се креираат од одредени политички центри, најчесто од најголемата опозицијска партија, која поради безидејност за подобра идеја на државата се обидува да стекне дневно политички поени преку создавање на вознемиреност и несигурност кај дел од граѓаните. Македонија е под константен притисок од Бугарија на патот кон евроинтеграциите, а дел од него се насочува кон промена на учебниците по историја. А дека Софија не е осамена покажа поранешниот премиер на Грција Ципрас, кого Заев на Преспа форумот го нарече добар пријател, а тој остро му возврати дека по 3 години од подпишувањето на договорот доцнеле со испорачување на ветеното. Потоа, уште еднаш предупреди дека е потребна итна интервенција во учебниците, ако сакаме почеток на преговорите за членство во ЕУ.